Добро вечер и добре дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Интервју со. Оваа вечер ќе говориме со Валентина Божиновска, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, се радувам. И што гледам вакво убаво студио и што сум во Велес. Секогаш велам, кога доаѓам во Велес, размислувам со една широка насмевка на лицето и ми течат убави мисли за многу причини, затоа што лично сметам дека најголемите револуционерни идеите на преродбите доаѓале од тука, па потоа се ширеле низ Република Македонија. Има се уште Велес многу своји чеда кои што имаат многу идеи за развојот на Македонија, ако во минатото сме имале револуционерни идеи, сега имаме многу економски идеи. Но, господја Божиновска, ова ваше гостување ќе го започнам со една мисла која што токму вие имате кажано, а тоа е дека ако имате меѓуетнички соживот, имате мир. Каков е меѓуетничкиот соживот во Република Македонија? Секогаш сум длабела кога сум мислела на тоа дека во Македонија со оваа мултиконфесионална држава, мултикултурна, секоја етничка заедница си има свое камче кое го редела низ вековите 18-19 век и допринела за оваа чудесна Македонија, и секогаш сум се навраќала на таа реченица. Оному каде што имате етнички односи добри, таму имате и верски односи, бидејќи тие, знаете како, кога етничките односи ви се мирни во државата, тоа значи дека немате шанса да се прелеат во верски конфликт. Затоа што етничките заедници во Република Македонија го прават оној символ на меѓусебно живеење и на солидно живење. И кога тамо ќе се гибне, многу често сме имале моменти кога тогаш навлегувале и религијата и верските односи, верскиот соживот кој бил многу силен и многу јак. Да напоменам и овдека во Велес, дека сите извештаи од Стеј департментот биле секогаш неверојатно позитивни во делот на верскиот соживот во Република Македонија, и најчесто речениците започнувале: во Република Македонија се почитува верскиот соживот и меѓурелигиското живење. Од еден начин, кога го гледате сега од оваа страна, тоа значило дека меѓу другото, државата, без разлика колку е таа одвоена од религијата, и во уставната категорија, и во членот 19, или 5 верски заедници се одвоени, но државата сепак внимавала во таа секуларност, крепејќи ги овие односи да бидат како што треба, на начело со 5 верски лидери, едноставно да бидат и етничките односи како што треба. За жал живееме во едно тензично време, во време на една многу голема криза. Јас напати кога гостувам велам дека оваа криза подеднакво е силна како Букурешкиот договор кога Македонија беше поделена. Зошто? Затоа што тогаш знаевме дека е поделена и на колку територии и на колку мерни единици беше поделена. А сега Македонија живее кризата на една тиранска платформа, документ подготвен од соседна држава, стегната, подпишана, направена од Еди Рама, потврдена од соседно Косово или од Хашим Тачи. И затоа мислам дека СДСМ, она што го потврди со коалициониот партнер ДУИ за прифаќање на таа тиранска платформа, значи не директно мешање на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија, туку тоа е еден силен удар, комплетно распарчување на унитарноста на Република Македонија. И затоа мислам дека кога вам ви се случува тиранска платформа во која ви се нуди бинационалност, односно втор службен јазик на цела територија, албански јазик, ви се нудат промена на монетите, на книжните пари на монетите, промена на топонимите, меѓу другото се разбира дека тоа ќе оди по автоматизам, на униформите, на безбедносните сили, химната, знамето. Тоа значи дека Зоран Заев им помага на етничките албанци од, да речеме, 17% да станат 50 и повеќе, разбирате, со неговите гласови, и она што е мнозинство во Република Македонија, значи над 65, кои се и другите малцински заедници, да ги направи во една понижена состојба, во поделена состојба, во тажна состојба, во состојба на немање на идентитет, на немање на државност, на немање на унитарност, се со една цел да дојде по својата патолошка борба за власт. Сакам да кажам, да се вратам на вашето прашање, и тоа како
се вознемирени етничките односи. Зошто? Затоа што е измамен албанскиот етникум, етничките албанци, бидејќи на етничките албанци не им требаше платформа за да се докажат интелектуално или да потврдат дека се унитарен народ, бидејќи унитарноста е силно зацврстена во Уставот и силно зацврстена од Асномска Македонија. Во членот 3, во кој е кажано и уште времето на Ченто, дека унитарноста на една држава го подразбира официјалниот мајчин јазик, во случајот македонскиот јазик. Што значи дека ниту имаше право Заев ова да го прави, ниту тиранската платформа беше потребна. На албанскиот народ, кој имаше одличен и соживот со македонскиот народ, би рекла едни прекрасни односи во делот на, и особено на религискиот соживот, не им требаше тиранска платформа да се докажуваат. Напротив, се она што досега ВМРО ДПМН си во овие 10 години ги праеше на власт, а тоа беше регионален развој, инфраструктура, добри плати на државната администрација, буквално економскиот развој кој ја ве убедувам во едно, дека следните 100 години, било кој да дојде, тоа што ВМРО ДПМН го направи во сиот овој изминат период, нема да го направи. Сакам да потенцирам дека и на македонците и на албанците им е потребно добар, солиден живот, меѓусебно убаво живење, добра економија и почитување, што де факто го имавме до моментот додека не се нагриза унитарноста со тиранската платформа, додека Заев не и понуди сатар на Република Македонија врз нејзината сувереност. Господја Божиновска, изборите кои што беа на 11 декември требаше да бидат решение за наметнатата политичка криза. Но еве сега гледаме дека наместо решение тие уште повеќе ја продлабочија кризата. Знаете зошто? Затоа што ВМРО ДПМН излезе чисто и кристална со својата програма. Така? Ние работевме на економски реформи, така и продолживме. Ако добро ја погледнете програмата на ВМРО ДПМН, таа буквално се занимава со сериозна патна инфраструктура, со сериозни инвестиции нови кои и покрај оваа криза еве влегоа 2-3 нови инвестиции кои не прашаа дали ќе бидат вработени македонци или албанци. Статистика кажува дека имаме најниската стапка на невработеност од минатата 23,1. Никогаш во историјата на Република Македонија, но внимавајте, ние 10 години се занимававме со оние 160-200 луѓе кои СДСМ ги тргна од работа. Вие сте директен пример, Велес, колку луѓе од порцеланка, од еден куп фабрики излегоа. Значи, ние се мачевме со тој момент. Како ВМРО ДПМН да дојде до еден миг да тие 160.000 или 200.000 избркани од Социјалдемократскиот сојуз да ги врати назад на своите работни места. И тоа се случи. Вчерашниот податок е токму тоа. Вработувањето од страна на владата на чело со Никола Груевски. Тоа е една работа, она што беше силно зацртано во програмата, рестартирање на сите оние фабрики кои беа и во на времето напуштени и нивна рестартација, што означеше дека ВМРО ДПМН имаше уште една голема мерка за идно вработување на младите луѓе и на враќање на луѓето кон своите позиции. Сакам да кажам дека ВМРО ДПМН имаше чиста позиција со својата програма, за разлика од СДСМ. Ние таму не видовме програма, односно тоа е програма која е буквално препишена од ВМРО ДПМН. Ако добро ја погледнете, сите реформи кои ние сме ги правеле си во овие години, освен зборувањето на Заев дека ќе има плата од 30.000 денари, дека таа ќе биде просечна, ние не слушнавме друго. Она што е најважно, ние како политичка партија, силна, која секогаш победувала, сме биле честите кон сопствените граѓани. Значи, рековме, ВМРО ДПМН настапува со ова, ни треба референдумско гласање, затоа што Никола Груевски беше безпрекорен точен во своето барање. Бараше 63 пратеника токму заради ова, никој да не ја уценува. Бараше референдум на излезеност, за да не дојде до ова. Предпоставувам дека човекот знаел дека ќе има репрограмирање на Охридскиот рамковен договор и дека СДСМ, всушност, со самото одење на Зоран Заев во Германија, во Берн, постојаното говорење, он не говореше за програмата и за неговата лична програма на СДСМ, нели? Ако добро се вратиме на митинзите, ќе видиме дека Заев говореше дека треба одење над рамковниот договор, така, треба да се учи и во Битола, и во Прилеп, и во Берово, и во Делчево,
Тоа го кажа албански јазик. на средбата со македонците албанци надвор од Така Македонија, беше. но потоа на митинзите Бер- го негираше тоа и велеше дека Не, тоа он се ги менува спинови ставовите. На Заев не може да му се верува. ВМРО ДПМН. Ве молам, си ги имаме снимките, имаме се живо и диво. Значи, он дури кажуваше едно девојче негли во музичко училиште. Да повторам, Република Македонија и македонците немаат проблем со албанците. Напротив, албанскиот е мудар народ. На албанскиот народ му е исто така важно што има и колку пари има во джепот, нели? Важни се економските реформи, кога ќе појдете кај еден дуќанџија во старата Скопска чаршија, знаете што ќе ви рече? Мене не ми е важно, јас го знам вашиот јазик и ќе ви се обратам, но ако појдете во било кое друго село каде што малкумина се македонци, а повеќето се албанци каде што живеат, исто така македонецот ако му треба нешто знае да се обрати на албански јазик. Сакам да кажам дека платформата која и он не ја одгатна платформата благовремено. Требаше да се обрати и да каже пред македонскиот народ дека Зоран Заев има платформа која е подготвена и која треба да ја понуди на неговиот електорат. Значи, електоратот беше излажен. Сметате дека Заев ја знаел платформата, имајќи во предвид дека во јавноста е пласирана по завршување на изборите? Откако Еди Рама ги собра на една маса лидерите на 4 албански политички партии. Јас ве убедувам дека стратегијата на гласањето на албанците, нели сега СДСМ е втора албанска политичка партија, јас ве убедувам дека тоа добро го имаат isprofilirano нашиот профил на ВМРО ДПМН, на нашите функционери, на врхушката, дека се тоа вредни луѓе, добри луѓе, честити луѓе, работливи луѓе. Додека ние одевме по кампања и претходно работевме до последно, работевме се она што сиве овие години од независноста СДСМ никогаш ништо не направи, затоа што секогаш кога СДСМ се откинува од унитарноста на Република Македонија, кога се они на власт, нели, се дава името, се дава знамето, се е територијалната организација и така натаму. И на крај капакот е сега ова. СДСМ сака да дојде на власт на чело со Заев, за да ја уништи непобитливиот факт на Асномска Македонија. Јас сум длабоко убедена дека и со рамковниот договор се допре, се откина дел од унитарноста на Република Македонија. Значи, никој не направи ревизија на тоа и се она што беше од Асном, значи една силна историја. Значи, вие не ви удира само во не ви допира само во унитарност и сувереноста, ви удира во македонската историја. Тоа значи дека се што ние сме правеле, се што овој народ гинел, сите овие гробови за оваа Македонија веќе не постојат. Значи, Заев во овој момент, кој не ја покажа платформата, ја знаел, ве убедувам дека се многу пари влезени од странски служби, од ЦИА. Сценариото е направено не е така брзо, тоа е работено долго. Предпоставувам дека матрицата на ВМРО ДПМН и на врхушката на ВМРО ДПМН виделе дека тука не можат да проврат, дека се единствен дел на кој го чуваат браникот на историјата, дека тоа се вистинските патриоти. 450 луѓе, победници кои гласаа за партијата ВМРО ДПМН се луѓето кои всушност го чуваат браникот на територијата на Република Македонија во овој момент. Им требале луѓе, марионети, пулени, денунцијанти, доушници, луѓе кои не си ја сакаат државата, луѓе кои никогаш не биле воспитани со емоција кон сопствената држава. Оти знаете како, има две изворни емоции. Првата емоција ви е колку го сакате сопственото дете и на кој начин. Втората, која не може да ви... Тоа не се воспитува, знаете. Тоа е го имате или го немате, да си ја сакате татковината. Ете, таков профил на луѓе им требаше. Го најдоа двојецот Заев, Шекеринска и врхушката на СДСМ помогнати со Еди Рама, со мноштво на луѓе. Ајде да се подсетиме што се случуваше. Диво населје, сликани со луѓето во време кога мајките ги погребуваа одбранбените полициски службеници. Така беше. Да не заборавиме на годишнината од Шарената револуција, дојдоа политички врвни лица од Приштина да го поддржат Зоран Заев и се сликаа со него, да не говорам неговото однесување во тие мигови, нели, на годишнината од Шарената револуција и се она што укажува дека Зоран Заев е чудна личност во која треба да се анализира за неговите постапки. Не верувам дека оваа Република Македонија може да роди такви инороци и дека он буквално, предпоставувам, не покажувајќи го договорот со Дуи,
не покажувајќи го пред сопствениот народ, не давајќи ја платформата како дел од изборниот процес, нели он требаше да рече, дел од мојата програма е платформата. Мислам дека прави едно огромно сценарио кое допрво македонскиот народ ќе го види. Да бидеме на чисто. Господја Божиновска, не знам дали ја имате прочитано последната колумна на Джейсон Мико, кој што вели дека ѓаволот од Охридскиот рамковен договор се врати во Македонија. И употребувате тешки зборови за лидерот на СДСМ. Ваша анализа или некоја стручна анализа за да ги извлечете тие? Не, па погледнете ги како се движиле разговорите во Охридскиот рамковен договор. Меѓу другото, тогаш и Леотар и Пердју, значи првото начало кога доаѓа албанските политички партии од Република Македонија и македонските во Охрид, беше бинационална држава, да се разбереме. Првото начало, значи прво имаше договори, ако добро се сеќавате, Џафери цело време, додека се придвижува договорите за подпишување на Охридскиот рамковен договор, звонеше на телефон кај Али Ахмети и му велеше по телефон: "Довде сме дојдени, прифаќаш, да, не. Довде сме дојдени, прифаќа, да, не." Тогаш беше нели он начело на она, Џафери беше човекот кој преговараше со македонскиот политички блок. Сакам ова да кажам, дека во тој период исто се знаеше дека се бараше промена на преамбулата, да нема преамбула во Уставот на Република Македонија и бинационална држава. Ова што Джейсон Мико, кој јас бескрено го почитувам како еден долгогодишен аналитичар на Балканот, е вистина. Ѓаволот од Охридскиот рамковен договор е преден во лицето на Зоран Заев. Значи, некој тоа што беше понудено и што тогаш македонските партии не го подпиша, односно направија нешто што тогаш мораше, затоа што уцената кај македонскиот блок, знаете што се случуваше? Ке ни умреа деца, така, ке загинеа танушевци, ке има граѓанска војна, им велеа Пердју и Леотар. Подпишете, ке има граѓанска војна. Така се, не се сретнува албанските политички партии тогаш представувано од Арбен Џафери и од ПДП. Не се сретнуваа со македонскиот блок. Туку одеа преговарачите, им кажува може ли ова, може ли она. Верувајте ми дека и тој договор беше под сериозна уцена направен. Меѓу другото, ние во Генералниот секретаријат за рамковен договор имавме луѓе што цело време наблюдува што е тоа што е сработено. Буквално, можеби само 1 до 2 работи не се завршени. Другото, се што е имплементирано и подпишано од страна на Охридскиот рамковен договор е завршено. Меѓу другото, политичките партии од албанскиот блок имаа свои луѓе тамо министри кои можеа да апелираат, има и време и место да кажат ова е проблем. Сакам да се навратам на првото што ме прашавте. Требаше да се најде човек кој е од СДСМ во моментот, кој требаше да го измислат како структура, како ментален склоп, за да ова помине. Се со една цел. Ја ве убедувам дека следниот чекор, која ќе дојде, ако ова го добијат албанците, затоа што има една теорија дека ние сакаме соживот, дека подпазувите на соживот, меѓуверски соживот, меѓуетнички соживот, сакаме рамноправност. Тоа не е борба за човекови права, тоа е борба за еден ден си направат собствен референдум и се отцепат од Македонија и нели сонот за голема Албанија да биде реалност. Погрешија ли македонските служби, македонскиот народ уште пред 20 години кога дел од тогашната младина се дигна против изучувањето на албански јазик на факултетот за, мислам дека беше на педагогија? Педагошкиот факултет, тоа беше кога излегуваше Филип Петровски, Владко Ѓорчев на после. Многу мина излегува, не беа само они двајца. Да, имаше многу, вака да ви кажам, значи може ли да речеме дека овој проблем влечи корени уште од тогаш? Значи една мултиконфесионална држава и една мултикултурна, ајде да речеме, тоа не значи уништување на унитарност и на историјата на мнозинството народ, во случајот македонскиот народ. Но разберете, таму има и ние во Република Македонија имаме и бошњаци, и срби, и роми, кои се исто така автентичен народ на оваа територија и имаат свои права. Имаат свои права, но имаат и свои одговорности. Лично сум за образование на секој поединец. Секогаш гледам дека потребата на поединецот треба да биде над се. Значи,
важноста на еден поединец во општеството, неговата артикулација, неговиот однос кон државните институции, неговата почит кон сопствената држава. Тоа што значи? Да ја сака сопствената химна македонска. Да кога се вее македонското знаме, ако е албанец, да застане под македонското знаме. Да не се вее албанското знаме на туѓа држава и да биде албански спортист под туѓо знаме. Дали ме разбирате? Тоа значи дека се што сме градале заедно историски треба да биде применливо на поединецот без разлика на кој етникум припаѓа. Значи, ама образованието како една најважна суштинска клетка на секој поединец за мене никогаш не било спорно. Буквално никогаш. Затоа сум била и пратеник и сум гласала и кога се правил Тетовскиот универзитет и Штуловиот универзитет. Да не заборавиме, владата на ВМРО ДПМН беше прва која рече ние нема да оставиме деца, луѓе, граѓани кои не сакаат да се дообразуваат. Ако добро се сеќавате, ние имавме и наобразба и на трето доба, на луѓето кои не успеале од разни причини, од немашти, од немање пари, да се образуваат. Еве го и Мајка Тереза факултетот, така? Тоа е албански факултет. Сметаме дека образовните кадри од албанците, од кои се профилира како добри професионалци, како добри професори, треба да предаваат на тој факултет. И децата, младите луѓе, кои имаат потреба од такви нови науки, кои де факто веќе се отвараат катедрите на факултетот Мајка Тереза, треба да учат. Зошто да не? Значи, ја не ја разбирам Македонија како едно како да речам, како една држава која не можете да ја најдете со стапче на Балканот, бидејќи Македонија е толку многу пишувана во Библијата и толку многу е говорено и веќе светот знае, повторно велам, ако не ги правевме оние емисии на CNN, оние реклами, владата кој точно знаеше за промоција на туризмот, луѓето навистина немаа да знаат со стапче каде се наоѓа Македонија. Затоа нас ни се потребни млади кадри, без разлика на нивната верска и етничка припадност, да се образуваат. И тука стврсто стојам, дека тука не треба да има дилема. Тука не треба да постои конфликт и не треба да постои било какво размислување. Господјо Божиновска, спомнавте дека сте и поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија. Тоа значи дека многу често во директен контакт сте биле со пратениците албанци. Дали некогаш, можеби, во тоа време кога вие бевте пратеник, дел од ова што сега е во така наречената тиранска платформа или албанска платформа го бара? Дали бара промена на изгледот на монетите? Не, јас бев 98 до 2000, баш во најжестокото од 2002, значи јас сум сведок на Охридскиот рамковен договор и сведок сум на јагленосани деца кои носеа кај мајките македонки и кај мајките албанки. Значи, тој период никој не може, знаете, мислам дека треба малку да се вратат снимките по телевизиите, да видат што се случуваше и под каков притисок се подпишуваше Охридскиот рамковен договор, но ова што ме прашувате, после бев 2006-2008 немало такви. Сме имале дискусии, пак речем во делот на образованието. Да, тука да речеме пратениците од албанскиот блок секогаш барале повеќе. Еве, ако се сеќавате, она што беше важно е дека го направивме комитетот на етничките заедници, значи тој комитет требаше многу посилно да профункционира како комисија во делот на Собранието, согласно деловникот. И немало такви барања. Морам да признаам дека не сум се сеќавала, можеби порано во првата влада нешто се противречеа на македонската химна во тој дел, но не можам во мигов да се сетам која беше онаа експертска влада на господинот Никола Клюсев, но јас во тој не можам да се сетам, освен ви велам, околу прашањата за законот за образование, околу законот за здравство сме имале, да кажеме. Тоа биле тековни житејски барања, да, тоа е нормално за нешто подобро да има, за поквалитетен живот. Знаете како со амандмани, значи имале недоразбирање, ке сме седнале со одреден амандман, веднаш тоа сме го средувале. Повеќе од една недела или поточно веќе денеска ни е 12 ден низ улиците на 26 општини во Република Македонија се протестира. Граѓаните се јасни, обединети се во граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и бараат 4 албански политички партии да ја повлечат платформата или лидерот на СДСМ да го прифати она што ВМРО ДПМН го понуди, а тоа е да добие поддршка од 51 пратеник,
со цел да не ја прифати албанската платформа. Што мислите, што од ова би можело да се реализира? Гледаме дека тоа се врвни уметници, врвни спортисти, врвни пејачи, врвни актери. Тоа се луѓе кои народот, македонскиот народ се поистоветува со тие ликови, без разлика дали е спортист, дали е уметник. Мислам дека барањата се сосема на место, знаете, затоа што кога вие ќе спомнете околу македонската историја и особено околу тиранската платформа, тоа е органско чувство, тоа е природно чувство кај било кој македонец, без разлика дали гласал за ВМРО, ДПМН или за СДСМ. Против тоа не можете. Зошто? Затоа што кога некој ќе ви рече дека оваа туѓа тиранска платформа треба да ви биде составен дел за работата на владата, бидејќи Зоран Заев се замислува како иден премиер, тоа значи дека таа влада треба да биде тиранска влада, со тиранска платформа. Им се превртува стомакот на народот. Зошто? Нема човек, македонец, кој во своето семејство, можеби не прво колено, второ, трето, нема загинато во некој од семејството за оваа Македонија. Јас, да речеме, имам од Джемо Хаса во село Мраморец, кој дедо ми му е скината главата, телото на една страна, главата, друг, гемиджиите, колку имате рода овдека. Значи, Македонија на вистина мала, сите сме некако роднини пријатели. Значи, тоа е природно чувство, природен лелек, тоа е природен крик, секој од нас. И затоа мислам дека барањата на Граѓанската асоциација за заедничка Македонија се брилјантно точни, се сјајно точни. Нема ли повлекување? Видете, со народот не можете да си играте. Со историјата не можете да си играте. Вие не можете назад да речете, знаете што, ова Павел Шатев што правел не важи, гемиджиите што правеа не важи, Ченто што правеше не важи, Панко Брашнаров не важи. Во едно сосема друго време, не толку далеку, тоа се правеше. Ама знаете делото зошто? на Панко Брашнаров беше покриено, ние велешани не ни знаевме сите. Точно, ама знаете ли зошто се во ова се прави? Меѓу другото, зошто се точни барањата? Се со една цел. Да нема македонска историја, да нема суверен македонски народ, унитарен, да нема унитарен службен македонски јазик, затоа што ова платформа, заедно со СДСМ, со Зоран Заев и Радмила Шекеринска, треба да го променат името. Сетете се на Фрчковски, бидејќи он кој каде го плаќа така реагира. Фрчковски на една од емисиите кажа и треба ветер во грб на Македонија, но тоа е влез во НАТО и промена на името. Но он вели дека треба прво промена на името, веднаш и сега, за да Македонија влезе евентуално во НАТО со Заев, но по друго име. Пире е македонскиот... Нема да постои. Значи, Македонија зборот нема да постои. Така да, нели, многу искажани работи, чинам дека историјата ќе ги пишува во наредните години, а поколенијата кои што сега се создаваат ќе раскажуваат за нешто се случува. Јас понекогаш разговарам со, кога имам време се разбира, со великодостојниците од Македонската православна црква, многумина од нив велат. Значи, Берлин не уништи на зелена маса, Букурешт, Лондон. Македонија секогаш беше добро место за сатрапите. Надворешните сатрапи. И сега е истото. Значи, ништо не е променето. Ова е само повторување на историјата. Ама земја на Кирила и Методија, земја на Лидија Македонката, земја на Климента и Наума, земја во која описмени 320 милиони луѓе заради глаголицата и кирилицата, земја која многу пати, велам, оние што читаат, а велат дека според некои анализи во моментот Библијата ја читаат над 1.800.000 луѓе и се сретнуваат со поимот Македонија, не можете да ја избришете од картата. Секогаш кога сме имале вакви историски премрежи, секогаш кога се случувале вакви силни, јас би рекла, буквално тоа се намерни екзодуси врз народот македонски, не успеале. Не затоа што ние сме големи и мокни, туку затоа што таа сила и мок која имаме внатре, таа библиска реторика од внатре, тоа што нашите преродбеници успеја на времето да го направат, Жинзифов, Прличев, тоа се мокните, Цепенков. А внимавајте, при тоа, ако се навратите на сиот 19 век, вие во Цепенков нема да видите поделба на народот, тамо ќе збори и за Итарпео, ама и за Насредин Оџа. Значи, тамо немало проблем.
ние, кога сме ги читале албанските поети, не сме мислеле дека тој е албанец, туку сме го читале колку е добар албанскиот поет. И тезите на Шабан Демире, и тезите на Агим Полјовски и така натаму. Сакам да кажам дека вредносниот систем на една држава се воспоставува на начинот на севкупното живење. Тоа се што вековите наназад не обединувало. Тоа се културата, традицијата, верските односи особено. Верските односи, знаете, имаме села во кои за Рамазан Бајрам и за Курбан Бајрам луѓето први одат си честитаат. Муслименот оди да ја отвори портата кај македонецот и обратно. На Великден ќе дојди ќе му подаде јајци, тој се радува. Не заборавајте дека имаме села во Македонија кога ќе почине македонец, први, има такви обреди, први кои го креваат човекот сандакот, го прават албанците. И обратно, до пред некое време имаме села во кои први македонците бдеат над албанецот кога почину. И некој сака тој меѓу соживот верски да го тргне, нема да може. Може би сега тој соживот верски ќе биде присуден и слободно да наречем или ова лудило кое што ни се случува сега. Мислам дека го допревте сега вистинскиот одговор. Во Република Македонија ќе биде решението. Иако Агат Ангел, владиката по Вардарски, пред некој ден испадна со директна порака до македонските политичари да седнат на една маса и да се договорат. Знаете како ги слуша фатаците од страна на Социјалдемократскиот сојуз, од колумнистите нивни, впрочем. Агат Ангел направи, неговото високо преосвештенство направи она што го прават сите митрополити во соседните држави. Погледнете што е во Грција, погледнете што е во Србија. Не смее влада да се направи пред да ја прашаат црквата, така? Се колнат пред да се направи влада врз Библијата, па прво ги прима архиепископот на црквата. Да се сетиме нашиот Георги Иванов, прв чекор што направи, прва средба што направи нашиот председател, ја би рекла нашиот нов херој на новата македонска историја. Прво што ги свика се верските лидери, така? Тие се вистинските луѓе кои го носат мирот во државата. Така што мислам дека неговото високо преосвештенство дедо Агат Ангел направи не само патриотски чин кој е својствен на секој митрополит. Нешто што требаше секој да го направи од Македонската православна црква. Едноставно тој тоа го чувствува. Тој си го сака собствениот народ, тој сака народот секогаш и во времето кога ни беше потребен, кога апелот Велешани се дигнаа против загадувањето, токму владиката Агат Ангел заедно со свештениците, но и со сите иде до Петар го направи истото. Велешани беше знаете, тој е духовен отец на вашата епархија, на овој дел од Македонија. И не би било својствено, нели, не секогаш премиерите и председателите ги даваат вистинските одговори, но кога верниците го имаат вистинскиот одговор, кога со патриотска реторика ќе ви прозвори вашиот митрополит, човекот кој ви ги гради црквите и верските храмови овдека, кога и во тага и во болка го на народот му определува беседа, нивниот духовен татко, тогаш е тоа прав патриотизам. И само за крај, затоа што времето не гази, и во ова време, не време, покрај тоа што имаме напад на државата, некој се обидува да ни ја негира и црквата. И тоа однатре, мислам на Зоран Вранишковски и неговата така наречена поа. Па јас мислам дека Зоран Вранишковски во моментов ја чувствува оваа состојба, оваа сериозна криза и добар е моментот, нели, како сите врани кога доаѓаат над телото кое што е разнебитено и они чувствуваат потреба, видите, значи дрскоста, вие да се дрзнете и да побарате да ја снема Македонската православна црква Охридска архиепископија, толку жива, после независноста, природно е таа да си ја има својата автокефалност, со толку многу цркви, верски храмови, он му наредува на Зоран Заев да ја снема МПЦ ОА, а тоа значи се она што беше детерминирано во Света Софија, сите декларации кои беа носени за независноста на Македонската православна црква, да ја снеме за да дојде со туѓа юрисдикција, туѓа црква на територијата на Република Македонија. Тоа е уште еден апел за комплетно разнебитување на она што значи втор по столб државотворен символ на една држава, а тоа е црквата. Да се уништи и црквата. Тоа што е, би рекла, еден од најголемите и вистински
вистински покриви на еден народ. Оти вие кога имате војна и кога ви се случува нешто, знаете кај ќе се закрепите? Во храмовите. Македонската историја помни такви мигови, така? Црквата била таа која го собирала народот и му ја давала храброст. Уште тоа да го нема македонскиот народ да се случи и затоа во вие вакви времиња, повторно велам, кога некој човек ќе забележи дека тој ментален склоп на тој човек може и тоа да го направи, јас немам дилема дека не е тоа ништо случајно, дека тоа е уште една силна, би рекла, силно ништавење, уште еден удар врз македонскиот народ, ништавење на се она што сме го граделе децении наназад со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Господјо Божиновска, јас ви благодарам што вечерва бевте дел од оваа информативна емисија на регионалната К1 телевизија. Се надевам дека ова нема да биде ваше последно гостување, дека ќе ви имаме често во ова студио и ќе зборуваме за многу порелаксирани теми кои што се поврзани со она што е дел од работата на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи. Благодарам и вам. Сакам да упатам еден апел дека македонскиот народ е многу силен и моќен, многу стожерен, многу мудар. Меѓу другото, нешто што ја краси оваа нација е токму тоа храброста. Апелирам да останат силни и храбри, да се собираат на браникот на татковината, дека од дома ништо не може да се реши, а иднината на нашите деца ние ја кроиме. Од нас зависи сега што ќе направиме. Длабоко сум убедена, како што укажува се вкупната историја на македонскиот народ, дека ова што сега го правиме заедно, дека еден ден ќе биде силна победа и заедно ќе ја прославуваме победата на плоштадите. Исто онака како што Велес се собира. Колку се полни улиците на Велес гледам, колку се полни улиците во Куманово, во Свети Николе, во Прилеп, во Охрид, така ќе ја славиме победата. Дека никој ја нема таа сила и таа моќ да удри врз унитарноста и сувереноста на Република Македонија. Никој нема право и нема да дозволи народот. Оти таму каде што ќе чепнат со народот, ќе се соочат со народот. Прејак е слоганот, само за крај многу кратко, 4 Илинда? Со право го поставивте прашањето. Знаете како завршува манифестот? За сретна е Македонија. Манифестот завршува за сретна Македонија. Македонија во мигов не е среќна. Не е среќна. Затоа апелирам, тој 4 Илинден да биде со тој слоган во кој заврши Крушевскиот манифест, а не правеше разлика во делот на етничките заедници. За среќна Македонија. Ви благодарам што вечерва бевте дел од ова интервју. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам. Се надам дека бевме интересни. Ако ви се допаднавме, гледајте ни во реприза. Пријатно.